Ваучер наместо пари под рака. Корупцијата во здравството веќе еволуира, за да не може да се најде трак преку обележани банкноти. Па освен мито во кеш, што останува најчеста форма на коруптивен чин, се зголемува бројот на случаи на однапред договорени скапи подароци или ваучери, кои можат да се искористат во одредени продавници. Ова се нотира во истражувањето на Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, спроведено во рамки на проектот Посилен систем за поправедна заштита, намалување на корупцијата во здравството. Извештајот покажува дека и пациентите и лекарите речиси подеднакво иницираат подкуп. Најчесто граѓаните бараат помош за побрз преглед, хоспитализација или операција поради долгите листи на чекање. Парите најчесто застапени, меѓутоа здравствените работници, кои што напоменав, препознаваат и постапни форми на корупција. Тоа се скапи подароци или ваучери кои што се даваат како форма на наводна благодарност. Меѓутоа има и уште посуптилни, како што е упатувањето од редовен термин во приватен термин кај истиот доктор. Значи, неможност да биде прегледан пациентот во редовниот термин кај што добил упат или дошол приоритетен упат, упатен е на терминот кој што е приватен по платни и треба да го плати во целост. Друга форма е препорака на специфични лекови, специфични аптеки, специфични лаборатории. Со подкуп во повеќе од 50% од случаите се купува породување со царски рез без медицинска индикација, како и избор на конкретен гинеколог или тим за породување. Според истражувањето, корупцијата постои помеѓу лекарите, некогаш да се прикрие неправилност или лекарска грешка, а понекогаш и со пари се купува напредокот во кариерата. Заслужува посебно внимание и присуството на една посебна вид на корупција кога зборуваме за жени, а тоа е сексторцијата или пак барање на интимна или сексуална услуга за возврат на обезбедување на здравствена услуга и заштита. Таа мораме да кажеме дека е присутна не само во односот на здравствени работници со работници кон жените пациентки, туку и внатре помеѓу здравствениот персонал и со работници. Клучниот заклучок од анализата на реакциите на корупцијата кај здравствените работници е дека непријавувањето е правило, а пријавувањето на мито и корупција исклучок. Најчеста реакција е игнорирање на случаите или нивно одбивање без пријавување, додека само 7% формално пријавиле корупција.